Се намалува бројот на запишани основци во училиштата на територија на општина Штип. Исто така се формираат и паралелки со помал број на ученици и се уште неизвестна ситуацијата дали дел од подрачните училишта ќе бидат затворени. Според моменталните анализи се врши увид во бројката на запишувањето на учениците. Се уште не е утврдена ситуацијата и не може официјално да се каже дали ќе има потреба да се затвори некое подрачно училиште во руралните средини на општина Штип. Како што велат од општината, со почетокот на новата учебна година ќе се знае точниот број на запишани првачиња. Во моментов се прават анализи да се види каков е бројот на ученици кои што ќе бидат запишани во училиштата во руралните средини и ќе се види дали ќе има некои промени во однос на тоа. Нема конкретни насоки дали ќе биде затворено некое подрачно училиште, меѓутоа во догледно време ќе се увиди и тоа дали ќе има таква потреба за затварање на некое подрачно училиште. Има подрачни училишта кои што се со добар број, меѓутоа има и такви кои што имаат помалку ученици. Како главни причини поради кои се намалува бројот на првачиња може да се наведат заминувањето во странство и намалениот наталитет. Истражувањата покажуваат дека бројот на ученици во руралните средини од општина во општина варира. Во Штип најдобро се рангира подрачното училиште Гоце Делчев во населба Тричешми, каде има задоволителен број на ученици. Таму настава следат и учениците од селата Варсаково и Сарчиево. Бројката на учениците во руралните средини е значи мала, бидејќи знаеме дека причините се тие што се познати веќе. Точната бројка конкретно во моментов не можеме да ја кажеме, меѓутоа ќе направиме анализа и ќе видиме. Во секој случај има подрачни училишта кои што се со добар број, меѓутоа има и такви кои што имаат помалку ученици. Министерката за образование Весна Јаневска посочи дека претежно станува збор за училишта во руралните средини и додаде дека превозот на учениците ќе им биде платен и учениците ќе добијат оброк. Секоја година се намалува трендот за запишување на првачиња воопшто во училиштата на територијата на Македонија. Според Државниот завод за статистика во учебната 2023-2024 година, бројот на ученици бил за 1,6% помал во споредба со претходната година. Според статистиката за една училишна година се затвориле 14 основни училишта.